на граѓаните на Република Северна Македонија е донесе следната пресуда. Обвинетите Бојан Ивановски, соцекар Боки Сигнајска, роден 19 октомври 1986 година во Скопје, од татко Миле и мајка Смилка, со завршено средно образование, неженет, невработен, безимотен, неосудуван, моментално во притвор, и Катица Јанова, родена 9.2.1965 година во Гевгивија, од татко Пуставин, мајка Здравка, со моминско презиме Делиџакова, со завршено високо образование, невработена, вдовица, мајка на 2 полнолетни деца, неосудувана, не се води постапка за друго кривично дело, моментално во Кукенској виновница, затоа што во периодот од месец ноември 2018 година до месец април 2019 година во Скопје, обвинетиот Бојан Јовановски, познат како Боки Цинарска, со искористување на своето предпоставено влијание во обвинетата Катица Јанова, јавен обвинител на јавното обвинителство за гонење на кривични дела, поврзани кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, преку претходно воспоставени пријателски односи, влијал да се изврши службено действие што не би смело да се изврши во врска со водење на кривичната постапка по наредба на обвинетата Катица Јанова за спроведување на истражна постапка против Јордан Камчев во предметот со работен наслов Империја, да олесни неговата положба во постапката со предлог да му се укине мерката притвор, да му се определи суглава мерка кукен притвор при постојање на исти неизменети околности, врз основа на кои, по нејзин предлог, притворот бил определен и продолжен во понатамошниот тек на постапката да му даде својство на заштитен сведок и со наредба да ја запре истражната постапка или да склучи со него предлог спогодба за вина за полесни кривични дела и да плати незначителен износ на штета, да му се укине мерката за предпазливост при времено одземање на неговата патна исправа, а во што битно природа обвинетиот Зоран Милевски со договарање, континуирани средби и воспоставување меѓусебен контакт во обвинетиот Бојан Ивановски со сведокот Ана Камчева и сведокот Јордан Камчев, на кои средби ги убедиле во влијанието на обвинетиот Бојан Ивановски во обвинетата Катица Јанова, а за посредувањето примиле награда во вкупен износ од 1.500.000 евра во различни поени во динарска противредност од 92.250.000 dinara. И тоа, од сведокот Ана Камчева износ од 500.000 евра, а од сведокот Јордан Камчев износ од 1.000.000 евра. А обвинетата Катица Јанова го прифатила дејанието на обвинетиот Бојан Ивановски и како службено лице, јавен обвинител на јавното обвинителство за гонење на кривични дела, поврзани кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, ја искористила своето службено положби и овластување и ги пречекурила границите на своето овластување кои ги има по законот за јавното обвинителство за гонење на кривични дела, поврзани кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите и одредбите во законот за кривична постапка, во глава 16 мерки за обезбедување присуство на лица и за непречено водење на кривичната постапка, глава 21 истражна постапка и во глава 29 донесување на пресуда за основа на спогодба на јавниот обвинител и осомничение. И за себе прибавила значителна имотна корист, и тоа предмети мебел во износ од 296.040 dinari, за кои за неа го набавил обвинетиот Бојан Јовановски од фирмата Зона Мебел Скопје и пари во износ од 30.000 евра во динарска противредност од 3.075.000 dinari на начин што во почеток на месец ноември 2018 година, откако во предметот со работен наслов Империја, обвинетата Катица Јанова донела наредба за спроведување на истражна постапка против Јордан Камчев и други и поднела предлог за определување на мерка притвор која била определена од основниот суд Скопје во трајање од 30 дена, неколку дена по неговото притворање обвинетиот Зоран Милевски во договор со обвинетиот Бојан Ивановски, користејќи ги околностите дека тој бил вработен во Оркав Путин во Скопје, договорил средби на сведокот Ана Камчева, сопруга на сега сведокот Јордан Камчев со обвинетиот Бојан Ивановски во неговата канцеларија лоцирана во зградата која користи телевизискиот медиум НТВ, каде се одржале неколку средби и при секоја средба обвинетиот Бојан Ивановски телефонски преку спикерфон контактирал со обвинетата Катица Јанова за да повери сведок